Преспанското езеро се наоѓа на југозападниот дел од земјата и го делат три држави. Република Македонија го има најголемиот дел, потоа Грција и Албанија. Во Преспанската котлина се наоѓаат двете езера, малото и големото Преспанско езеро. Во водите на големото езеро се наоѓа тромеѓието на македонската, албанската и грчката граница. Во поголемото Преспанско езеро има два острови, Голем град или Свети Петар и Мал град. Островот Голем град е прогласен за строг природен резерват заради специфичните геоморфолошки карактеристики, карактеристичната флора и фауна и поради своето историско минато. Езерото е богато со риба, а особено се познати преспанскиот крап и рибите белвици и нивички. Најзастапена е нивичката или белвицата, потоа крапот, црноперката, скобостот, мренката, кленот и друго. Кон крајот на 50-тите години езерото е порибано со охридска пастранка која се задржала во подолбоките води. Нивичкиот залив, Казан и Конјско. Крапот е најквалитетна репрезентативна риба во Преспанско езеро. Нема риболовец на кој не му е предвидил да го лови на далеко прочајниот преспански крап, кој е бренд на Преспа и цела Македонија. Крапот се лови од брегот од пловен објект. Се лови на традиционален начин со пливка на повеќе видови природни мамки, како пченка, леп, разни видови на црви. Но последните години се е повеќе застапена современата риболовна техника за риболов на крап со олово на дно. Љубителите на риболовот на салмонидни видови риби може да ловат и охридска и калифорнијска пастранка со блинки или воблери од пловен објект, со тролинг и со разни видови вештачки мушици. Единствено во Јадранскиот слив од Македонија само на Преспанското езеро може да се улови европскиот сом, се ловат крупни примероци до 80 кг на природни и вештачки мамки. Атрактивно е во водите на Преспанско езеро да се лови бела риба заедно со белиот пеликан, кој лови риби заедно со црниот гавран. Во битките води присутни се повеќе видови на чапје, норки, галеби и други птици. Јаголата беше и се уште присутна риба, додека беа во употреба конците далјаните почесто беше уловувана. Во мрежите научници ретко се и тешко се лови, затоа што телото ти е мазно и лигаво и лизгаво. Доколку се закачи со забивите, многу лесно го сече конецот и се ослободува. Беше ловена во големина до 1,5 метри и тежина до 5 кг. До изградбата на браните за ХЕС Глабочица и ХЕС Шпилје доаѓаше од Царгаско море во Охридско езеро, а оттаму ни подземните истек низ Галичица и во Преспанското големо езеро. И сега тие јаволи што се носат со авиони или друг транспорт во Охридско езеро доаѓаат повторно во Преспанското езеро преку овие подземни премини. Најзастапена е бабицата нивичката, односно бела сладка риба со должина и до 15 см. Најмногу ја има во длабоките чисти води во атарот на село Нивици, по кое го добило и името нивичка. Посолена, нанижена во низи и сушена на сонце, на пазарот ја има под името циронка. Кој не пробал не знае што е специјалитет. Нивичката се лови на сите природни и вештачки мамци, а низ историјата нејзиното припремање како природно сушење е се уште традиција која треба да се види и да се вкуси. Во сливот на Преспанското езеро има повеќе реки кои се допрени со волшебни честички на божествената креација. Така допрени како многу малку места во светот и изобилува со ендемична пенистерска, односно браќанска пастранка, кој е прав предизвик за риболов со лесен риболовен прибор на сите вештачки мамки. Преспа ќе ве маѓепса, ќе се влюбите за секогаш. Оние што биле знаат, а другите дојдете за да видите што значи стара школа на љубов и риболов.